Колега Каевски, дофрлате со погледот до овде? Погледнете, ве молам. Ова е мерната станица која ми ја спомнувавте дека функционира, поставена во Парк Македонија. Лично ја имам сликано дека не работи. Ова е мерна станица? За ова ми зборувате? Ова е глума. Вие што го правите. Лицемерие е тоа, вие што го правите. Да ми кажувате дека ВМРО, ДПМН што имало направено како имало направено. А СДСМ знаете што имаат направено? Од 20 клучни проекти, еден имате завршено. Знаете кој е тој? Доградба на новиот културен дом во село Драчево. Ние ви го направивме, вие отидовте само да се сликате. И тоа е завршен проект од клучните проекти за кисела вода. Јавна детска градинка во населба Расадник, колега, рок 2019. Фитнес зони во соработка со Агенција за млади и спорт, бесплатни секции за младите и бесплатно кинопроекции, отварање на СОС телефонски линии, функционална поликлиника во населба Драчево, изградба на нова поликлиника во населба Расадник. А кога сме кај поликлиникава, овде, наместо да се поддржуваме во она што е најдобар интерес за граѓаните на град Скопје, на Драчево, на кисела вода, за граѓаните на Република Македонија, ние овде за мерни станици зборуваме, колега, за нешто што треба да ни биде добро утро, мора да го има. А каде е моментот да зборуваме, да се сложиме ние, да направиме заедничка иницијатива, граѓаните во Драчево, да им однесеме мобилни пунктови за вакцинација? Ние не можеме основното да го завршиме, па не на ова ниво следно да одиме. Да продолжам со она што ви се клучни проекти. Промена на постојните фасади за нови енергетско ефикасни фасади. Гасификација на општината. Комплекс за заштита на бездомни миленичиња. Нова општинска зграда. Стара на неја тргнавте, па не нова да изградите, рокот ви е 2021 година. Да не продолжувам. Да не продолжувам. Ми зборувате, ние сме биле актери, ние сме биле за глума, ние сме ширеле дезинформации. Колега, па дезинформација е 4 пати да се слави, журки да се прават по државава, датум добивме, датум добивме, датум добивме. Што добивме ние на крај? Ништо. Сиромаштија, корупција, криминали, скандали добивме. За стандардите за поставување на мерните станици за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух, верувајте ми, не сте запознаени. Постојат микро и макро локации со различен опсег, со различни стандарди за мерење. Не се поставува мерна станица во парк каде што има најголема фреквенција на луѓе за да видат луѓе еве ги овие мерат нешто, прават. А таа мерна станица да биде заштитена од надворешни воздушни струјења и влијанија. Се надевам дека ќе ми дадете контрареплика, па да продолжиме пак.